Драги гледачи, добро утро. Денеска ќе зборуваме малку за спортот, за физичката активност и се надевам дека со разговорот ќе ве мотивираме да излезете од вашите домови и да почнете да вежбате без разлика дали тоа ќе биде во теретана или некаква друга физичка активност, затоа што знаеме дека здравјето доаѓа преку вежбањето. А јас кога размислував како да го најавам мојот денешен соговорник, имав малку проблем затоа што за него може да се кажат 1000 зборови, велам ако ги кажам сите, пола прилог отиде. Затоа ќе кажам Тоше Зафиров, затоа што мислам дека нема некој што не го знае, нашиот шампион кога станува збор за бодибилдинг. Тоше, добро утро, добре дојде во Здраво Македонија, односно ние кај вас дојдовме, но ете, вака гледачите ќе имаат можност да ве запознаат на ваков начин. Добро утро и благодарам на прекрасната најава и што сте наши гости овде ова утро. Така, јас и колегите веќе зборуваме да почнеме да вежбаме. Се надевам дека наскоро ќе го направиме тоа конечно. Тоше, со вас секогаш има причина зашто да се разговара, но последната причина заради која што сме дојдени тука е вашето патување во Америка. Сега сте тука, па би сакала малку да ни раскажете зошто отидовте, што се таму се случуваше, што се видовте и што донесовте како импресии од таму. Да. Па импресиите се уште ги чувствуваме на себе, веќе пред неколку дена само што се вративме од Америка, поточно од Лас Вегас, каде што се одржуваше Мистер Олимпија, каде што знаеме дека е едно од најпрестижните надпреварувања во светот и ова година повторно ја вратеа Олимпија во Лас Вегас, каде што припаѓаше и навистина беше едно спектакуларно надпреварување, знаејќи дека сите оние фитнес звезди се таму, сите оние најдобри тренери од целиот свет. Бевме сместени во Ис хотел, учествувавме на исто надпреварување, вежбавме во Драгон Джим во една од теретаните на Флекс Луис во Лас Вегас, каде што вежба сите оние надпреварувачи, така да секој оној што го работи ова или што има мал удел околу фитнесот и знае за што зборувам, знае какво е чувството да бидиш присутен со сите тие звезди таму. Исто како еден кошаркар да тренира со Меджик Џонсон, Шекил Онил или Скоти Пипен, сите оние што се врвни звезди, така и истото и за нас е тоа, така да. Тоше Америка е голем пазар. Дали би можело да се направи паралела со Македонија, не знам, нели? Бидејќи има сигурно многу разлика и нуди многу повеќе можности. Што е она што вие го носите од таму, им го кажувате на некој што даја да вежбаат? Кај вас, бидејќи вие во ова сте од 1997 година, ако не се лажам? Да, како клуб. Да. Па вака, Америка, самиот факт, например, кај што бе во Голд Джим, каде што во Калифорнија, кај што направив неколку тренинзи, е теретаната која што Арнолд Шварценегер почнувал да вежба. Значи, таа теретана датира од само 65-та година. И јас навистина гордо се осеќав кога бев во таа теретана, кога гледав другари по 75-80 години во билдерски маички облечени, веќе таму секогаш топло, и одеа во теретана, се дружија вежба. Све и теретаната навистина беше преполна со луѓе од 60, 70, 80 години, не зборувам за млади луѓе. Така да навистина самиот тој факт кажува за себе. Таа е земја со многу историја, луѓе кои што многу внимаваат на себе, но исто така има и луѓе кои што многу не внимаваат на себе. Ние збориме за оној дел кој што луѓето внимаваат на себе, така што импресиите се големи и навистина ова е многу поплатен спорт во тие земји. Самиот факт, например, кај нас еден персонален тренинг се движи од 100 до 200 евра месечно, таму еден час е 100 евра, $100, например, онака нормален тренинг во било која теретана, не зборам за персонални кои што сами вежбат луѓето, така да голема е разликата од тука. И таму и многу е разликата уште поголема во исхраната. Таму туку речи можам да кажам е иста цената како овде на место и други намирници, може малку и поевтино, а самиот факт дека таму просечна плата е $4-5 им возложува многу повеќе услови и затоа има многу поуспешни спортисти, да не кажам конкретно билдери, него од кај нас. Така. Сега она што имавме можност и ние да го дознаеме, дека можеби ќе те видиме на филмското платно. Видовме една фотографија со еден од добро познатите американски глумци Остин. Дали е можно да глумите заедно, бидејќи слушнав дека имате некаква понуда за соработка? Па во Планет Холивуд се сретнавме со Стивен Остин, тој имаше некој негово шоу и по случајен избор од сите оние што гледавме што работат тие, навистина беа цела продукција околу 10 камери и многу луѓе околу него. Ме одбра токму мене имав таа среќа, имавме некој заедничко. Јас мислам дека не било случајно, ама добро. Имавме некој заедничко шоу околу 45 минути, потоа од нивните продуцијска куќа имав понуда за идниот негов проект, но бидејќи има малку проблем со јазикот, сега почнав да одам на курс
забрзан, тоа да го совладаме. Направивме некој преддоговор, така че видиме во ноември месец кога имаме договорено пак да одиме во Америка, тогаш треба да конкретизираме некој околу договорот некој понатаму. Супер, јас многу се радувам. Дај Боже, тоа ќе биде успех пред се за вас, но и за цела Македонија. Сега би сакала да се осврнеме на минатата година 2022. Исто така беше успешна и за вас, но и за вашата сопруга. Се вративте со многу медали, многу награди. Ајде една мала ретроспектива. Нема да ве навраќам многу години наназад, но од 2022. Па 2022 можам да кажам дека беше една од најуспешните години за нас, бидејќи тој толку долго посакуван медал од Мистер Олимпија успеавме да го освоиме и јас и мојата сопруга Габриела, и тоа можам да кажам дека беше најсреќниот момент во мојата 25 годишна кариера, бидејќи едноставно сонував и мечтаев по тој медал. Сите овие години што го работев за да дојдам до него. И секогаш на изминатите 2 години кога одевме на Мистер Олимпија, кога гледав сите оние што зимат медали, секогаш во себе знаев да си кажам че дојде ли ден јас еднаш да го имам тој медал на себе. Но истина тоа е нешто што длабоко во себе го посакував и таа среќа беше неизмерна во Романија кога го освоивме тој медал. Исто така во Рим бевме на надпреварување MPC Pro, кај што исто влегов во финале, земав 4-то место, Габи исто закити со медал, Зоран Милошевски исто такмичар кој што од нашиот клуб беше зема медал, Трајче исто така зема медал, така што успешно беше целата таа прикизна и во Рим. Заедно со Зоран Милошевски имаме и документарец направено Светлина, кој што е навистина премногу мотивирачки и препорачувам секој кој што сака или кој што бара изговор дека не може да вежба, нема време, нешто, некој погледне документарците само 7 минути па да види како све се може, така да само треба да имаме волја, да сакаме да посакуваме, да мечтаеме и да го сакаме тоа, да стигнеме до резултатите. Така, да го погледне документарецот или да прочита книгата која што излезе 2020 година, која што верувам дека исто така ќе биде голема мотивација. Голема мотивација исто така 2023 има втор дел од книгата кај што го опишуваме патот до Олимпија и книгата ќе биде патот до Олимпија. Значи, очекуваме да го видиме на филмското платно, очекуваме нова книга, има уште нешто што можеме да кажеме сега вака ексклузивно за нашите гледачи или? Па веќе плановите се направени за 2023 година, одиме во Флорида, Мистер Олимпија ќе се одржува таму. Така да исто така морам да потенцирам дека ние сме првите од Македонија од Европа кои што имаат направено договор со Мистер Олимпија за облеката, ова што го носам на себе. И сега кога бевме во Лас Вегас имавме ревии 2 дена, по 3 ревии на ден, така што и тоа е еден голем успех за нас и мислам дека достојно и успешно си ја представуваме државата, бидејќи секаде кај што одам и со оние познати фитнес звезди кога што го разговарам, секогаш му кажувам Македонија, од каде е Македонија, секогаш разговарам околу Македонија, секогаш гледам да бидам на тие тренинзи со македонски обележја да имам на мене, така да со гордост кажувам од кај сум и мислам дека доста веќе знаат за Македонија. Така, незалудно се вели дека спортистите, музичарите, уметниците се најголеми амбасадори на својата земја. Сега може да го видиме еден од повозрастните кои што вежбаат тука кај вас, господинот Мирче. Ние си го прашавме дали сака да не биде нели дека не знае дека го снимаме, па може и него да го повикаме. Мирче ни е гордост на теретаната. Ја често во многу интервјуа кај што се многу гостувања го давам за пример. Тој има 76 години и активно вежба секој ден во теретана, внимава на себе, идол е на многу млади, покажува на многу млади како да вежбат, така често им биде што е денес со нас овде. Така сега ќе го повикаме и господинот Мирче да слушнеме неговата приказна. Мирко Мирче нагалено, добар ден и за вас. Како сте? Фала на прашање, добро. Кажете ми колку години имате? Јас сум 10.6.47 година роден, 75 полни. Браво. Да сте живи и здрави, а верувам дека ќе бидете затоа што си вежбате редовно. Колку години наназад? Па овдека почнав од кога се вратив од Германија, таму бев работник, 40 години имам работен стаж, јас сум пензионер. И сега 10 години од 2010 овдека. Кај Тошка. Значи долги години. Секој ден, секој втор ден како одат тренинзи? На могуćности секој ден. Јас сум предпланет тука, зашто жена ми е малку болна, па треба да ја не подолго време да само 2 сата. Тоа е проблемот. Одлично. Тоша нешто за господинот Мирче, затоа што е голема мотивација за сите. Јас сум активен со други зборови, што значи тука сум секој ден. Колку можеме да помагаме, он ми дозволи, ја не плаќам овде. Мене ми е гордост што имаме како Мирче овде.
И сите оние што се најче изгодени што вежбат во теретаната, мене ми е гордо што се овде, не ни станува збор за пари или за Не, тоа, во ред, далеко туку тоа. чест ми е што се овде и така да она е навистина една голема мотивација за многу млади и тој многу работи со младите и секој ако вежба не испробува или нешто, тој само што ќе погледне веднаш оде и го испробува. Тој е навистина е прекрасна особа, прекрасен човек и го има тој спортски дух во себе и пак ќе кажам чест ми е што е овде во теретаната. Кај нас. Јас нема да ви одземам време, само сакав нашите гледачи да ве запознат, ќе ве оставиме да продолжите да вежбате, па ќе дојдеме ние повторно да видиме како оди тренингот, може? Може, во секој поглед, во секој случај. Ете така. Само кој што реков, јас сум предпладне овдека, почесто доаѓам кога немам ништо време или имам обавези предпладне, тогаш попладне ќе дојдам. Али ретко. Добро, ви благодарам многу уште еднаш. Тоше, ви благодарам што не примивте денеска да бидеме ваши гости, да видиме како тука функционирате, како работите и ви посакувам многу успех во оваа година. Имате многу планови кои што треба да ги остварите, па кога истите ќе се остварат, прво кај нас да дојдете. Може така? Благодарам што сте наши гости, благодарам што ни овозможивте да го споделиме се она што дело тоа што го имавме во Америка што се случи со нас и да ги кажеме нашите идни планови и се надевам дека дел од нив или поголем дел од нив ќе се остварат и ќе можеме првен кај вас да ги презентираме сите тие на јавност. Секако ви благодарам уште еднаш за двојното време. Драги мои, се надевам дека добивте мотивација да започнете да вежбате со било што. Како што кажав на самиот почеток, физичката активност е клучна за целокупното здравје. Останете понатаму со програмата на Канал 5.